Пријатели, добар ден и од мене и добро дојдовте во уште една рубрика и издание Прашање и одговори. Моето име е Јосиф Дамјанов и за секој од вас кој што е заинтересиран да ми постави прашање и да добие одговор на темите кои што тука ги обработуваме, слободно може тоа да го направи користејќи го хаштагот #AskJosif и социјалните мрежи. Можете да ги искористите моите приватни профили и порака приватно да ми напишете и да ми поставите прашање, а истото може да го направите и преку броевите на телевизија Телма. Денеска ќе ви одговорам на неколку прашања кои што за мене беа многу интересни и со кои што сум се среќавал често, но не сум успеал да дадам одговор. А првото од нив прашање вели дали е неопходно да земам витаминска суплементација. И дефинитивно, значи, витаминската суплементација и било каква суплементација самата по себе кажува дека е додавање на нешто во исхраната и пред да го направите тоа бидете сигурни дека имате подобра основа на исхраната. Но како и да е, дефинитивно може да се постигне нутритивен внес кој што е неопходен за телото и без да користите било какви додатоци или апчиња, но за тоа дефинитивно треба и да сте голем јадач на овоше и зеленчук, особено на оние бобичести овоше како што се боровинки, капини, рибизли, малини и така натаму, кои што се со најголема концентрација на нутритивна вредност, но дури и тогаш е прашање дека ќе го постигнеме оптималниот дневен внес за витамини и минерали. Од друга страна, особено е важно кај трудници, кај доилки дека им треба суплементација и ако мене ме прашувате и она што јас се обидував да ги најдам одговорите на овие прашања, дека би требало да секогаш имаат суплементација, нормално во координација со својот доктор. Тука си луѓето кои што често знаат да бидат на диети, затоа што кога правите диета, најчесто е таа рестрикциона, се отфрлаат одредени продукти, се отфрлаат одредени калории и веројатноста дека ќе се отфрлат со тоа и голем дел на витамини и минерали е голема. Истото важи и за тинејџери кои што се во раст и развој, како им е потребна нутритивна поддршка, а често немаат време, често се бунтовни, често знаат да избираат храна, да не јадат одредени продукти, затоа суплементацијата и кај нив е доста важна. Истото важи и за вегани и вегетаријанци кои што често знаат да имаат дефицит за B12, за цинк и за железо и исто така жени после менопауза имаат зголемени потреби за железо и калциум. Иако можеби и да не се наоѓате во овие групи, суплементацијата нема да ви смета, но во секој случај треба можеби да ви помогне доктор или можеби некое постручно лице, за да бидете сигурни дека тоа што го внесувате ќе биде во добри количини. Следното прашање ни доаѓа од Иван и прашува како можам да го забрзам метаболизмот. Иван, забрзувањето на метаболизмот не постои во суштина. Повеќето од луѓето народскиот збор за забрзување на метаболизам го користат во смисол за тоа да можеби трошат повеќе калории и дефиницијата на метаболизам подразбира дека тоа е потрошњата, односно потрошувачката на калории на дневно ниво кое што секој од нас го има. Сега најмногу од тоа колку твоето тело ќе троши зависи од тоа како живееш во превод и за да ме разбереш подобро ќе направам две поделби. Значи има нешто што се вика базален метаболизам, а тоа е потрошувачката на калории во 24 часа кога твоето тело мирува. 75% од таа потрошувачка на калории се должи на срцето, на мозокот и на белите дробови затоа што тие работат во 24 часа непрестано и да речеме ако твоето тело троши 1000 калории, тоа значи дека 750 калории ќе потрошат мозокот, срцето и белите дробови. Тука исто така потрошувачка на енергија прави дигестијата и вежбањето, односно физичката активност. Нормално е дека не можеш да постигнеш подобра работа, не знам колку да ја подигнеш работата на мозокот, на срцето или на белите дробови или на дигестијата, но дефинитивно можеш да влијаеш на тоа колку си физички активен. И чисто како информација да знаеш дека например, ако покачиш 5 килограми на мускулна маса, ќе покачиш 150 калории на потрошувачка на калории во 24 часа. И затоа доколку сакаш да го убрзаш твојот метаболизам, односно да твоето тело троши повеќе калории, тогаш запни со исхраната, биди повеќе физички активен и гледај да градиш здрава мускулна маса која што ќе ти придонесе за зголемување и на потрошувачка на калории. Следното прашање доаѓа од Игор и
прашува како да се хранам за да си го намалам стресот. Игор, прашањето е супер, од причина што многу луѓе сметаат дека јадат на база на стрес, но дефинитивно е факт дека недоброто јадење предизвикува многу поголем стрес. Во превод тоа значи дека кога вашето тело страда со нутритивна вредност, со енергетска вредност, многу е поголем стресот и тогаш луѓето не се свесни дека се многу поимпулсивни и многу повеќе може да реагираат на надворешни дразби од типот да ви тропка некој со пенкалце или да шкрипи врата или прозор или некој, не знам, колега, пријател да шепоти и многу сте надразливи и може да се изнервирате од причина што телото и мозокот се во едноставно секојдневна комуникација и тоа го прецепираат како дразба и можност да можеби се нахранат. Затоа доколку сакаш да храната не ти предизвикува стрес, односно подобро да се справуваш со стресот преку храна, гледај да не прескокнуваш оброци, да пиеш доволно вода, да ти изобилуваат со нутритивна вредност оброците и секако вметнувај од време на време физичка активност, затоа што знаеш дека тоа лачи оние срекни хормони кои што ги нарекуваме народски. Следното прашање доаѓа од Давор, кој што прашува: константно се зборува за шекерите како најголемо зло, но дали избегнувањето на било какви шекери е во ред? Даворе, целта никогаш не е да се исклучат шекерите, туку целта е да се сменат изворите на шекери. Да, точно е дека многу луѓе сметаат дека тоа е ѓавол и генерално она што е ѓаволот е се процесираните шекери. Нашето тело има дневна потреба за шекери. Од типот на жени им требаат 90 грама на шекери, на мажи им требаат 120 грама на шекери. Нормално е дека тоа не може да се извага, но тие шекери поентата е да се црпат од природните извори, како што се овошје, зеленчук, млечни продукти и затоа не треба да ги гледаме како зло, туку само да го запазиме нивниот внес. Како тоа да го направиш? Преку избор на добри продукти. Нормално е дека нема и јас да очекувам да седнеш и да вагаш 120 грама на шекер секојдневно, но во секој случај не се плаши од шекерите општо, туку само од процесираните шекери кои што се празни калории, не носат со себе ништо, за разлика од овие природните кои што со себе носат и витамини, и минерали, и растителни влакна, антиоксиданси, фитоелементи, така да тоа е правилниот избор. И последното прашање за денеска ни доаѓа од Мирјана, која што прашува: сакам да почнам со кикбокс, но не сум расположена да се ги мерам силите со друга девојка. Дали е задолжително да имам спаринг партнер за да ја вежбам оваа дисциплина? Мирјана, ако не си расположена со друга девојка, онда пробај со машко. Се шалам. Но за ова прашање најдов многу подобра и покомпетентна личност од мене за да ти даде одговор. Се вика Драгана и е дел од Фирце Фитнес, затоа ќе погледнеме едно видео во прилог кое што сум сигурен дека ќе одговори на твоето прашање. If I want it, then I need it. And if I need it, I go and get it. I gotta get it. Nigga, I gotta get it. Вистина е дека кикфитот е инспириран од кикбоксот, кој што вклучува физички удари помеѓу двајца борци, меѓутоа на тренингот по кикфит не користиме физички контакт, односно спаринг, што значи дека не е потребно да имате спаринг партнер, бидејќи имате вреќата во кои што ги правиме сите физички удари. Сигурен сум дека доби прав одговор и со твоето прашање практично денеска и завршуваме во оваа рубрика. Она што ми останува за крај да ви се заблагодарам за вниманието и за интеракцијата и нормално да ве охрабрам за уште поголема интеракција. Ви посакувам здрави животни навики, ви посакувам убава работна недела и се разбира, се гледаме веќе наредната среда. Чао, чао!